Добро утро. Доколку се уште не се одлучивте со кого ќе го започнете денот, тоа нека биде нашата утринска програма Нов ден. И денеска за вас подготвивме нова тема на денот за сите љубители на домашните миленици, за љубовта и желбата со која моите денешни гости ги негуваат и чуваат. Домашните миленици носат огромна радост во многу домови. Нината несебична љубов создава позитивна енергија која исполнува и тие остануваат незаменлив член на семејството. Но не е само тоа. Домашните миленичења освен расположението го подобруваат и здравјето на многу различни начини. Пред да ви ги представам моите гости за денеска, следиме прилог во продолжение како мал вовед за темата и се разбира за гостите. Свесен за својата големина, сила и храброст, шарпланинецот е способен да биде добар чувар во одбраната на стопанот, неговите блиски и на својата територија, кога ќе процени дека има потреба за тоа. Нашата екипа ја посети одгледувачницата Аџи Тепе, која успешно обстојува 20 години. Шарпланинецот е овчарска раса на куче, именува непопланината шара. Таа е создадена самостојно, природно и изворно, без значително влијание на човекот. Тоа е нејзината најголема предност и супериорност над останатите раси кучиња. Одгледувачница Аџи Тепе од Куманово постои од 1985 година и се карактеризира со одгледување на чистокрвен шарпланинец од врвно потекло. Одгледувачницата наша на шарпланинци, што постои од 85-та година. Првите кучиња сме ги зеле од Призрен, од шарпланина горе, едно машко и едно женско, и од тогаш од 85-та година потекнуваат овие кучиња. За шарпланинецот е многу важно да ги поседува сите карактеристики кои се одлики за ваква раса: форма на глава, врат, тело, опашка, предни нозе, задни нозе, кожа и боја. Го погледнавме прилогот и време е да започнеме со разговорот и да ви откријам кои се моите денешни гости. Добро утро за двајцата браќа Марин и Илија Јанковски, кои што имаат одгледувачница, односно чуваат шарпланинци. Тука со нас е и Маја Анчевска, која има домашен миленик од расата Пинч. Добро утро на сите, како се чувствувате? Добро утро. Так. Ајде за почеток да ни кажете од каде идејата да тргнете со вакви домашни миленици да чувате шарпланинец? Пред се сакаме да ги поздравиме сите гледачи на телевизија К3 и сите љубители на шарпланинци во Македонија, сите пријатели што чуваат шарпланинци. Идејата за чување на шарпланинци потекна уште од 85-та година. Пред тоа чуваме и други раси на кучиња, таму на фармата, но не се покажа како што треба. Или ке не им одговараат условите, или ке прават некои други погрешни работи со лајање или давење на домашните животни. Тога се одлучиме 85-та година да земеме две шарпланинчиња, машко и женско. Како што кажа во прилог од Призрен, таму една одгајвачница. И од тогаш стана, како да ви кажам, Ваши домашни љубимци. Нашите домашни љубимци. И од тогаш едно оставиме за нас, па уште едно и бидна многу повеќе кучиња. Марин, кажете ми нешто околу историјата за македонскиот шарпланинец. Па историјата датира оддамна. За шарпланинецот има повеќе теории од кај е шарпланинецот, што е шарпланинецот. Шарпланинецот е македонско куче кој се врзува со шарпланина, со кораб, со бистра. Сега има една дилема дека шарпланинецот е и српски и македонско куче. Таа теорија не држи. Сега има, како да ви кажам, една голема дилема и затоа се
Затоа има превирање околу шарпланинецот. Многу ми насака да си ја Да препишат си ја присвојат сопствена. својата оваа раса на куќе. Па тука нема дилема, шарпланинецот е македонско куќе и не знам сега, уште од 39-та година е признаена расата во ФЦИ. Така. Кај нас има околу 20 одгајвачници у Македонија за шарпланинецот, што се во светска организација признаени. Во Србија има повеќе по број на луѓство. Сега како ќе видне? Така, сепак тој е наш македонски бренд, Да, тоа е да. несомнено за него. Треба Маја, повеќе ајде кратко да ни кажеш за твојот луно. Од каде љубовта, идејата да вдомиш баш ваква раса на куче, односно пинч? Пред се јас сум голем љубител на разни животни, дали се мачиња, во прашање дали кучиња, но зошто се одлучив пред се за ваков тип на пинч, поточно за пинчер, кој се карактеризира со мала форма. Прв пат кога ги видов, нивниот изглед пред се, необичен изглед, значи тие имаат од другите животни, често пати се мешаат нели и со чивави. Пред се заради изгледот, а втора причина поради која се одлучив за ваков тип на животно е затоа што живеам во стан и морав да се одлучам за некој помал вид на животно. А исто и нивните карактеристики се многу специфични, енергични се, постојано сакаат да се движат и не му дозволуваат на човекот да го поминуваат времето во досада, во негативни мисли. Секогаш ти го отргнуваат вниманието пред се. Заради тоа се одлучив да чувам пинч. Так. За шарпланинецот ни е познато дека живее на планините. Односно, ајде да ни кажете малку околу тоа во какви услови е потребно да се гаи негува ваква раса на куче. Па шарпланинецот точно се гаи на планините со овци, со стада кози, со стада говеда. Тоа е овчарски пес Така. и тражи минимални услови, минимална храна и затоа сите што одгледуваат шарпланинци, мислам, како да ви кажам, просто јаде се, Не е одбирлив. не е одбирливо куќе, Така. може и да пројде денеска и со 1 леп, а за тоа ви дава нешто многу повеќе од тоа. Иначе, за куќето, што да ви кажам, за мене најубаво куќе што постои и сите ние како во Македонија го имаме тоа како наше куќе, како се, а странците повише се интересираат од нас. Прв пат 27 година е однесен у Словенија и почнал од 5-6 кучиња да се репродуцира од чисто грло. За чиста раса, прво словенците, па хрватите, американците покажуваат многу интерес за ова куќе, пошто ова е едино куќе што оди на вол, нешто што го брани стадото, него се бори со него. И има пуно испитувања во странство, не кај нас, него во странство, што е едино куќе што оди на волк, што се фаќа со волкот, што се бори со него. Зошто шарпланинецот го носи епитетот чувар на стадото? Па чувар на стадото го носи затоа што он никогаш не може да отстапи. Се бори до крај. Се бори до крај, никогаш не го оставува ни стопанот, ни стадото да го остави, да избега или да напушти. Било тоа да е мечка, било да е волк, било да е риз, било што да е од предаторите и од зверовите, он никогаш нема да напушти. Така, тој по секоја цена По го чува. секоја и по цена на животот, он ќе се бори до крај со зверовите.
Ќе го чува домот, ќе го чува семејството, ќе ги Домот чува... и семејството ги чува, ама само еден почитува. Сите ги сака, ама само под еден е починет. И затоа, како да ви кажам, тоа е благородна раса. Домашните животни ги сака како своји. Така, вие сигурно таму, односно погледнав ми од прилогот во Аџитепе, сигурно и во околината има и некои други кучиња и други животни. Како реагираат на нив? Па заштитнички реагираат на кога ќе влезат во нивна територија, Така. на другите животни, и на кучиња други, и на, мислим, од крави, кога ќе влезат во нивна територија, до го избрка животното. Кога ќе го избркат, се враќат на нивна територија и пас ја терат својата работа. Не оставаат во нивна територија да влезе друг или да направи некоја неволја, некоја злонамерно нешто. Може и да нападнат човек во своја територија, али ван територија не. Се понашат многу добро. Така, Маја Луно, ова утро може би малку е вознемирен, дали тоа е поради овие кученца кои што се наоѓаат во нашето студио? Да, мислам, оваа раса на кучиња е карактеристична по тоа што се многу плашливи и како одбранбен механизам почнуваат да лаат и всушност вака се многу добри, сакаат дружба и со луѓе, повеќе сакаат со луѓето да го поминуваат времето, бидејќи се плашат, многу се плашливи. Так, ајде кажи ни нешто повеќе околу неговите карактеристики, колку тежи, колку е неговата висина. Значи, димензиите на оваа раса се движат, значи, должината е од 25 до 30 центиметри, а тежината се движи од 3,5 до 5 килограми. Мада Луно има 4 килограми, значи варира килажата. Така. Дали тој може би во текот на сезоната, кога се менуваат и времињата, тој може би и менува тогаш на тежината? Па да, и тоа има врска со движењето, како кај луѓето, така и кај нив исто така. И многу сакаат да шетат, тие многу сакаат да шетат, се движат, постојано сакаат да се во движење, не се мирни воопшто. Така, еве може да погледнат и гледачите дека тој е навистина љубопитен и сака да види се. Кажете ни нешто повеќе, да се навратиме на шарпланинецот, за неговите карактеристики, за епитетите и вредностите кои ги носи оваа куче. Карактеристики за оваа куче и епитетите може да се каже дека ова е добронамерно куче, со добар нарав, не злонамерно, не нервозно куче, него куче со стабилен темперамент, а негови карактеристики за изгледот по стандардот што е, он е прво во стандардот 39 година под број 41 во ЕФЦ и Федерацијата, во Светската Федерација е ставен под број 41 како илирски пес. После 53 година е пренаменуван во југословенски овчарски пес, шарпанинец, во заграда шарпанинец. И од 53 до 57 година на масивите на Шарпанина, на Кораб, на Бистра, на Дешат, Слободан Павловиќ, еден изврстен кинолог, е правел мерење на шарпанинците и сега по тој стандард се оди, значи за кучките стандардот е од 56 до 62, мажјаците од 62 па нагоре. Значи нагоре тоа може да биде и 80 и 85, ама кучето да е во правилниот изглед, значи кучките да се високи од 56, 58 до 62 со 10 до 12% должината.
висината се мери од нивниот гребен, што викаме ние од плешките, и должината да е 10 до 12% Подолго. подолга. А за мажјаците стандардот негде вели дека е значи од 62 па нагоре. Значи горна граница нема, али со тоа да е 8 до 10% должина од висината со неговата должина. Шарпаниноцот мора да ја држи главата горе, ушите да му се припиени уз глава, очите да се по боја, што викаме, како коштан, Темно кафе. темно кафејанови, и черепот 55%, од муцката да му е 45% должина, опашот мора да му биде во вид на срп, нозете предни да се правилни, овие шепите мора да се му во изглед на лажица, ради одење по снегот, ако се му расширени прстите, он има на кожиците, има кожици на прстите и на ледот кога гази, има оштетување, му тече крв, се оштетува куќето. Задните нозе мора малку да се му спуштени и длаката мора да му биде. Сега, боја на длаката варира. Од бело, признаено е чисто бело, со црна муцка, Темни очи. со темна муцка, со темна њушка, врвот на носот и до темно сива. Црна боја не е признаена. Карактерот, рековме за карактерот е најважно. Карактерот на куќето да не е нервозно, да не е, како да кажам, Плашливо. да не е плашливо и оно си знае своја работа, не треба ништо. Не можеш ти на него да му кажеш седи таму, Или тоа ќе го или правиш, тоа ова ќе нема го да го правиш правиш. она. Едино куќе што размислува само. Пошто одиме ние, кога ќе дадеме куќиња по бачила со овци и со овој, после година, две одиме кај Стопанот и се интересираме што работи куќето. Значи и ние по цел ден губиме таму и ги гледаме и ноќ. Значи има еден алфа мажјак што он е првиот горе на висина. Обавезно тражи некоја висина да застане, да гледа На се врвот. ван трлото 50-100 метри и сега сите негови почините што се распоредуваат околу тоа бачилото, околу трлото и цел ноќ, значи цел ноќ он си знае тој таму кај треба да седи. А не знам друго куќе да го оставиш цел ноќ неврзано да седи на тоа место, тоа уште не сум сретен. Так, овде во студиото имаме две прекрасни кученца. Колку се стари тие и какви се по поло, да ни кажете? Кученцата се стари околу 40 дена и сега треба да одат на вакцина. Ги оставаме за нас у нашата одгајвачница и ќе видиме понатаму што ќе следува. Дали ќе излезат. Никој сега не може да ги процени кучињата на 40-50 дена какви ќе виднат, што ќе виднат. Сега за сега се многу добри. Исклучително мирни, како што можам да забележам. Мирни, со убав карактер, добри по добронамерни, не се плашливи. Ќе видиме натаму. Кога ќе пораснат. Ајде малку да ни кажете околу тоа, во минатото некогаш овие кучиња може би биле препознатливи по тоа што им биле отсекувани и ушите. Дали тоа се практикува и денес? Не. Се практикува во некои бачила, повише, тоа е повише затоа што овчарите ги рачунат со сечено уво, тоа е овчарско куче. Некои викат повише да слушаат, кога им се сече едното или двете уши, али тоа не е добро.
пошто временските услови не им погодуваат. Природата им е дала што им е дала, така како што треба. Сега ние не можеме да ги преправаме да бидат нешто другче од тоа. Со сечен уво, највише ги и ловџиите да ги познават. Овчарите во фарми што има, вика кога им е сечено увото, ловџиите не ги пукат, пошто е тоа се ги рачунат како овчарски куќиња. Али тоа више не се практикува. Тоа порано, да. Иначе сега во овие години го стават како што е природно. Да, истворен. Да. Маја, во разговорот пред малку ни спомена дека и за нив е карактеристично да им се отсекуваат ушите, но еве гледаме твоето да, куче. Јас не сакав да му ги сечам ушите ниту павчето, затоа што ќе стане поагресивно, не сакам кучето да ми е агресивно. И затоа така го оставим, а и вака ми е по-убаво. Так, секој поубаво изгледа. Так, предлагам да се одмориме со малку музика за да се вратиме во студиото за вториот дел од разговорот. Јас сум си сама во сенките густи. Сите дни предолги да ми ги скуси. Душичке ранета кој ли да те прегрне без него сега кој ли да ти на белиот свет. Еј, што ми беше срцето живо, еј, што си ми
Еве на назад проследивме убава музика, а доколку сега се будите, ова е вториот дел од Нов ден, утринската програма на К3. За потсетување, нашата денешна тема за разговор се домашните миленици, односно кучето како домашен љубимец. Ајде ние да си продолжиме со разговорот. Во прилогот на почетокот погледнавме дека имате одгледувачница. Ќе ни кажете ли за колку кучиња станува збор кај вас? Па, бројот варира. За сега тачно има 12 кучиња, од тоа 2 мажјаци и 10 женки. Так, што кога исхраната е во прашање, имат ли некој посебен режим на исхрана, ги подхранувате, дали им давате можеби некои витамини кои се наменети за нивно здраво одржување и здрав раст? Како малечки почнеме да ги подхрануваме од 25 дена, како мали има овие сега многу добри храни за папи кучиња или за малечки кучиња, помалку јогурче, млекце, со таа храна, со брикети, еукануба, ова пал педигре, има и за возрастни кучиња до 2,5 месеци ги раниме со овие храни. После тоа ги преаѓаме на месо, на варена храна до 5-6 месеци. После почнеме да ги мешаме и леп, и мислим ова месо, варена храна што е. Штрпланинецот не тражи многу ова. Не е прибирлив, може Не е би, прибирлив да. околу јадењето, али пред се треба да го научиш уште од малечко. Да почнеш да го раниш. Некогаш проаѓа и со леп. И го јаде лебот. И ги даваме и витамини, овие што се за кучиња, ради бојата, ради длаката, ова, Така, за да имат за да имат убав изглед. сјај на длаката. Највеќе им даваме кога ги спремаме за изложби. Мора да го држуваш и со некое витаминче, мора да го држуваш и со Сепак и живеот човек, за да живее, му се потребни дополнителни витамини за да го одржува своето здравје, зошто да не и на кучињата кои се така членови на семејството, се разбира. Мора да го држуваш. Шарпланинецот живее до 15-16 години. Ако го држуваш правилно, ако не го држуваш, може да ти отиде. Така, Тоа е што јаде Луно, што најмногу, дали тој е прибирлив, дали бара некоја посебна исхрана тој? Па прибирлив е. Најчесто го хранам со куповна храна, но сака да јаде и вакви работи. Еве, например, сака и благи работи да јаде, но кучињата не смеа да јадат чоколадо, бидејќи заради видот пред се. Така, ако му дам нешто благо, гледам да не биде чоколада црна, било што може друго, но сака да јаде вака. Кога гледа, тражи, бидејќи живеам во стан, како што кажав.
ама си јаде негова храна и јас му давам витамини заради изглед. Пред се, кога е малечок се препорачува исто така да користат витамини заради коски, да немаат рахитис и така. Така. Тие во семејството важат за забавувачи, за внесување на позитивна енергија. Каков е тој во вашето семејство, како влие врз вашето здравје? Позитивно влие, врз сите позитивно, знае да не насмее, да направи нешто смешно. Значи, кога ни е најтешко, тој како да чувствува, како да има сетило да почувствува и знае така ќе дојде до мене, ќе го гушнам, ќе ми даде некоја позитивна енергија, топлина, како поддршка. Так. Знае да помогне, всушност како другаре. Така, сепак и тој е еден член на семејство. на семејството и секогаш е тука за убаво и Секогаш, добро да. расположение. Вие имате одгледувачница, но што кога ево прашање вашето семејство, сигурно имате и деца, како реагираат тие на нив? Како е во вашето семејство? Како тие гледат? Сите се ангажирани околу нив. Нарочито по возрастните, сите ги гледат, сите ги спремат. Мислим, околу децата. Жените многу не, али децата сите се ангажирани и ги социализираме многу и со деца. Со нашите деца и со други деца. Заедно ги спремаме на изложби. Заедно повише трчат од нас они. Така, сепак тие се помлади. Како влијаат на вашето здравје, на здравјето на вашето семејство? Па видите што секое куќе, не само шарпанинецот, секое куќе никогаш не може да те превари. Те излажи. Да те излаже нешто. Секогаш кога си малку, да кажеме, нервозен или нерасположен, со едно вртење на опашката и со гледање во тебе, он више разбира дека нешто не е во ред и самиот сака да те расположи со гурање во нозете, со ударање на шепаш и одма добиваш друга енергија. Да. Така. Споменавте дека ги спремате на изложби, што кога надпреварите, наградите се во прашање, еве гледачите во нашето студио може да видат дека овде имате многу награди, многу добиени пехари, сигурно учествувате и со нив на изложби. Кажете ни нешто повеќе околу тоа или можеби кој е последниот успех на куќето Шарпланинец? Па последниот успех на нашата одгајвачница е од Дневник беше. Пехар. Од Дневник новинската, од таа новина. Дневник, најубаво куќе изберено, најубаво куќе во Македонија. За спремање на изложбите, малку е мака, ама таа мака тие они надополнуваат, на крајот се исплати, тие надополнуваат со љубов. Зошто? Зашто одење на една изложба, едно куќе да спремиш, најмалку ти треба еден месец. Тоа пред изложба, да. И тоа е една, не е некоја, да кажеме, специфична дресура. Куќето треба да се понаша, да не се дира со други куќиња, да оди покрај нога, да е дисциплинирано, да можеш да му отвориш уста, да покаже заби пред судијата и да застане. Значи, еден вид манекенство. И да може да истрча најмалку 5-6 круга. Да е кондиција добра. И да има добра кондиција. Физичка подготвеност, длаката да му е средена, исчеслано, дотерано. Пошто не се тоа работни изложби, тоа е екстеријарна изложба за да му видат се на него што има, да покаже. Али со тоа, он ти надополнува со таа љубов. Значи, едно куќе еден месец. Да спремиш 2-3 куќиња, ти не може сам, мораш да имаш екипа. Така, одзема од времето и да кажеме една изложба, одење на страна
мислам ван Куманова, да не кажеме надвор од Од државата, кошта пуно финансија. Се потребни Да. сепак повеќе финансиски. Да, се потребни повеќе финансии. Али тоа е тоа, љубовта е. Така, сепак наградите се тука и говорат Наградите за се нивните тука, ова се успеси. дел од наградите. Учествуваме на скоро сите изложби во државата, во Македонија и ван границите на Македонија. Сега кај може да стигнеме, стигнеме. Така. Дали Луно или пак можеби Маја ти во иднина планираш да одите некаде заедно на надпревари, да се надпреварувате, можеби ќе ти донесе некоја награда покрај тоа што донесува и позитивна енергија. Така е, може би. Пред се си го ценам куќето какво што е, без разлика дали ќе го водам на изложби или Така. не, затоа што сепак ми помага тука кога е. И не знам, може би одзема многу време водење Така, на... во подготовки Да. секако. Така да не сум размислувала на тој план, бидејќи си го сакам и ваков каков што е. Така, можеби во иднина ќе имате бидејќи можност. не сметам дека, бидејќи кучињата гледам и се продаваат скапо и се, јас не гледам на нив како некој предмет и да го водам некаде за да можам да му удрам по голема цена за продажба или не. Да го гледам како некој што сака тоа да си го исполнува своето време со чување на животни без оглед на тоа дали ќе имаме награди или не, па утре, например, да можам јас да кажам моето куќе има педигре и после да барам 500-600 евра за куќе. И не знам, повеќе некој кој сака однатре да се грижи за него, да си го чува така. Така. Ајде да ни кажете нешто повеќе околу тоа што многумина сакаат оваа раса да ја припишат како сопствена, меѓутоа сепак шарпланинецот е македонски бренд. Како да се зачува од заборав оваа раса на кучиња? Оваа раса на кучиња може да се зачува од заборав само со чисти педигрирани грла. Таа борба уште трае за брендот на шарпанинецот измеѓу Македонија и Србија. Сега се вклучува тука и Косово, пошто и оно е некој вид на држава. И сега сите се интересираат за оваа раса, а со тоа што може да се докаже, оваа раса може да се докаже со документ. Односно, таму у Федерација они не ти тражат дека имаш ти во Македонија 1000 шарпанинци, они ти тражат документ од тоа куќе. Значи, педигрето за кучињата, колку гајвачници имаш. Во Македонија, што нам не постои некаков интерес од страна на државата да го заштити ова куќе, пошто сите држави во бивша екс-Југославија си имаат своји раси и сите раси што беа југословенски, да кажеме, Тробоен Гонич, си го зедува србите. Посавскиот Гонич си го зедува хрватите. И сега оваа раса остана на цедило, народски кажано, затоа што и државата и луѓето што ги чуваат му се окучила, да кажеме, со народски речник кучката, сега не вадам педигре за 600 денари или 800 денари за да докажеш идентитет на таа раса. Во Македонија, ја колку знам, имаат многу чуваат, ама има само 15-20 одгајвачници што истински се интересираат луѓето. Што и за мајката, и за таткото, и за малите кутриња си има своје педигре и утре кога ќе дојде некој, да кажеме, собрание или состанок или од федерацијата, он не ти тражи да иде по државата да види колку шарпланинци има, он ти тражи колку одгајвачници имаш, колку педигреја имаш за тоа куќе извадено. Али некако не е баш организирано. Така. Минатата година владата на Република Македонија обезбеди субвенции за македонскиот шарпланинец. Кажете ми нешто околу тоа, дали вие можеби досега поднесувавте барања за да земате субвенции? Државата, да.
има некој закон за субвенции, ама законот е треба да имаш најмалку 50 овци и кучињата со овците да се педигрирани, судијата да ги оценил, тогаш може да земе субвенции. Иначе за сега, како одгајвачи на шарпланици, сите у Македонија што имат одгајвачнице, за нас не следува субвенции. Следува само за луѓе што држат овци и што имат педигрирани кучиња, што се оценети дека е тоа шарпланинеца. Така. Не знам За зошто каква така. сума станува збор? Станува збор за сума околу 2.500 денари Од куќа. од едно куќе. Тоа е субвенцијата за шарпланинецот. За нас одгајвачите нема субвенција. Така. Пред ние да одиме понатаму, следиме во продолжение анкета, дали кумановци имаат домашен миленик и што чуваат во својот дом. Следиме во продолжение. Чувам домашно милениче, има мачка. Да, многу ја сакам и воедно чувам и хрчаче, малечко. Кој се грижи за нив кога си на одмор или некаде? Па најмногу ја задолжувам мајка ми, но оставам повеќе храна за да имаат и така, но мајка ми највеќе е задолжена. А што мислиш, кој е мотивот што ги поттикнува луѓето да чуваат некое домашно милениче? Па мислам дека најдобро се чувствуваме кога сме обкружени со миленичиња, ни го смируваат духот, не тера да се чувствуваме позитивно и убаво е времето исполнето со нив. Колку пати на ден го шетате? Па ја не го шетам децата со задоволство. Ама сега нели тоа рекламираат, кажуваат крлежи појава за деца опасно и како да ги трнам чудо. А кога одите на одмор, говорите со вас или некој се грижи за него? И има дома кој да се грижи, пензионери го чуваат. Чував пред 4 години, излезе дома, повеќе не се врати. А 8 години чував. И јас моето милениче боледувам од шекерна болест. Многу го сакав и многу ми помага. Ми помагаше. Од 8 сат нема шанса да спием. Еднаш ми се случи да не се разбудам. Тој ќе дојде горе, пошто двор имам, на врата, горе во соба, ке лае. И многу го сакували. За жал ми отиде. А друго да земам, ке се вржам, многу е тешко. Тешко го преболев, не. Пати на ден го шеташ? 3 пати. А кога си на одмор, кој се грижи за него? Па сестра ми. И мачи и кучи се. Кокошке. А што мислите, што е мотивот што ги тера луѓето да чуваат некое домашно милениче? Па деца ме раги, деца да чував да радуев. А ми баш, тој колунуци да се радуемо. Ги слушнавме размислувањата на граѓаните, а ние да продолжиме со разговорот. Пред да го привршиме разговорот, да ни кажете дали вие ги продавате вашите кучиња доколку некој дојде кај вас и ви побара и по која цена? Да, ги продаваме после 45 дена, кога кучето го истретираме, кога е вакцинирано, ревакцинирано, тогаш му извадиме педигре и тогаш го продаваме кучето. И имаме продадено доста кучиња и во Бугарија, и во Маđarска, и во Румунија. 2-3 имаме дадено у Америка. Добро се покажа. Има доста заинтересирани за мали кучиња. Так, погледна и од прилогот и гледачите, секој кој што може би сака да и има можност и прилика да одгледува вакво куче и да го вдоми како сопствен миленик, тоа може да го направи кај вас, да ве побара и да си го добие. Јас тука ќе ви се заблагодарам на сите. Маја, благодарам и на тебе што во утро бевте наши гости. Се надевам дека повторно ќе имаме дружба. Убава да се дружиме со сите овие прекрасни кученца. Благодариме на поканата. Така. Пред да го одјавиме ова издание на утринската програма, слушаме уште малку музика. Еден ден се надевам
i na sebe ќе верувам. А до тогаш си ти тука да ме утешиш и помала неправда. Еден ден ќе научам и на други да простувам. А до тогаш си ти тука да ме исправиш, помисла црна секоја. Како лик насмеан, како зрак постојан, гори сегде твоја светлина. Мојва душа твој храм, кога и да пропаднам, и на дно ме наоѓаш, ме издигаш, како лик насмеан, како зрак постојан, гори сегде твоја светлина. Мојва душа твој храм, кога и да пропаднам, и на дно ме наоѓаш, ме издигаш со љубовта. Со љубовта ме наоѓаш, ме издигаш со љубовта. Еден ден спеам и до небо да извикнам, дека среќна сум јас, што си ти мојот спас, што си моја причина да живеам, како лик насмеан, како зрак постојан, гори сегде твоја светлина. Моја душа твој храм, кога и да пропаднам, и на дно ме наоѓаш, ме издигаш, како лик насмеан, како зрак постојан, гори твоја светлина. Моја душа твој храм, кога и да пропаднам, и на дно ме наоѓаш, ме издигаш со љубовта. Како лик насмеан, како зрак постојан, гори твоја светлина. Моја душа твоја. Помина и ова утринско издание на Нов ден. Се надевам дека им дадовме убава идеја за оние кои се уште размислуваат каков миленик да си купат. Се разбира доколку ги сакаат кучињата. Со нови содржини повторно се гледаме утре. Од мене имајте убав ден, а најновите информативни содржини погледнете ги во првото издание на Дневникот на К3. Кога и да пропаднам, и на дно ме наоѓаш, ме издигаш, и на дно ме наоѓаш, и од дно ме издигаш со љубов.